Добар ден. Во денешниот тест го имаме малото спортско корисно возило кое ни доаѓа од таборот на Јагуар. Популарноста на овие возила ја принуди традиционалната британска марка да заплови во водите на спортско корисните возила. Судејќи според пристојниот успех на F-Pace, исто така E-Pace може да се надева на успех на пазарот. Иако има E во ознаката, нема ништо со електрично возило. Напротив, E-Pace е возило кое има мотори на внатрешно согорување и изведби со погон на предните или на сите тркала. Токму такво денеска ќе тестираме со 2-литрен дизел мотор од 150 конски сили, 9 степен автоматски менувач и погон на сите тркала. Jaguar E-Pace е возило кое е замислено да го зафати компактниот сегмент на спортско корисните возила, се разбира оние премиум. Па затоа за своји конкуренти ги има Audi Q3, BMW X1 и така натаму. Гледајќи во однос на германската конкуренција, Jaguar нуди едно освежување што се однесува во внатрешноста и дизајнот на внатрешноста. Пред се решенијата во надворешниот дел, но и во внатрешниот многу подсетуваат на тркачкиот F-Type, односно купето и кабриолетот кои направија Jaguar повторно да се врати на патеките на успехот. Она што е интересно да се каже за ова возило е дека иако е наречен Baby Jaguar, односно бебе Jaguar, тој ги има вистинските квалитети на оваа британска марка. Брзо забрзува, се чувствува убав звук во кабината на моторот, но и 9-степениот автоматски менувач одлично си ја врши својата работа. Сепак, тука не завршува приказката за E-Pace, бидејќи тој е помал и би требало да биде поевтин од F-Pace, во него се употребени челикот наместо алуминиумот. Поради употребата на алуминиумот, поголемиот F-Pace е за 150 кг полесен од малиот Jaguar. Па тоа се одразува и на економичноста, но и на возните својства. Кога култивирано се вози E-Pace, тој не троши многу, односно има потрошувачка од 8,7 литра, но сепак во циклусот на тестирање јас забележав просечна потрошувачка од 9,2 литри, што е многу над пропишаното од страна на производителот. За таквиот резултат виновна е тежината на самото возило, но и сетапот помеѓу моторот и 9-степениот автоматски менувач. Во било која брзина да возите, односно во било кој пренос на менувачот или при нагли забрзувања, се чувствува како да влечете приколица со возилото. Едноставно, звукот е пресилен и го дига адреналинот, но перформансата изостанува. Меѓу забрзувањата не се голем проблем за овој Jaguar, бидејќи неговите гени се повеќе од спортски. Ова возило не е конструирано да биде тркачко, ниту пак да соборува рекорди. Ова возило е направено за оние купувачи чие мото е "гледајте ме, чудете се". Ова мало возило пред се ги плени сите останати учесници во сообраќајот. За овие 5 дена колку што другарував со E-Pace, забележав дека ова возило привлекува и лјадници и љубопитни погледи. Се разбира дека 57.000 евра, колку што чини овој модел, е нешто што е далеку над буџетот на
многу македонци. Но сепак оние кои немаат потреба од големо спортско корисно возило и сакаат да бидат задуправувач на марка која нуди нешто поинаку во однос на другите премиум марки, сигурно дека би издвоиле толкав буџет. Пред се, Jaguar E-Pace е најскап во однос на неговите германски конкуренти и тоа за некои си 5 до 7.000 евра од адекватно ниво на опременост, какво што би можеле да го добиете во Audi Q3 или во BMW X1. Но сепак ова е нешто поинаку. Jaguar E-Pace е Baby Jaguar, односно бебе Jaguar, кој во целосно ги исполнува не само гените на Jaguar, туку и оние предаторски инстинкти кои ги има ова грабливка. Jaguar далеку од тоа дека е совршено возило. Во внатрешноста има груба пластика на оние делови кои ги обкружуваат инструментите. Дури и се слуша силно крцкање на пластиката, што според мене е недозволиво за возило кое чини 57.000 евра. Целата пластика што е на централната конзола од страна крцка дури и на помек допир. Ова е недопустливо за една премиумна марка. Jaguar E-Pace е интересно возило. Има позитивности, има и негативности. Тоа е склоп на модерна технологија која понекогаш и потфрлува кога се гледа што повеќе да се заработи и да се употребат можеби неадекватни материјали на името на оваа марка. Сепак Jaguar е марка која има силно педигре и има можеби и добро оправдување зошто е тоа така. Но сепак возните својства на E-Pace се извонредни. Во свиоци тој се однесува како и лимузините на оваа марка. Можеби не е толку економичен, но сепак динамичноста ги задоволува просечните возачи. Овие замерки кои ги дадов се во однос на моето искуство и на моите очекувања од Jaguar, а верувам дека повеќето луѓе нема ни да ги забележат во секојдневното исползување. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба, и знаете и самите, за 7 дена на истото место и во истото време. До тогаш, до гледање.